إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Zahvalnost mu pripadvi samo na Allah Đelešanu, zašto samo Allah Đelešanu je dostojen i zaslužen da mu se pravi fala. Salavat od selam od mir od i spas od neka bidan na našoj pegamber Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, njegova familija, njegovi sahabi i sledbenici na sunnetot do sudnjeg dana. Jedan vernik treba во секоја една ситуација, во секој еден дел од неговиот живот, ситуацијата во која живеет, времето во кое живеет, да не го прави неговиот ден како е таа ситуација и теа време. Него еден верник треба неговиот ден да направи, да доминира во неговиот живот. Во секоја една негова ситуација, да не е прави ситуацијата да биде склонна со динот, него динот да биде тој што ќе доминира. Да биде онака како динот бара. Не да се маскира. Не да го маскират неговиот дин спрема одредени ситуации и моменти во кои се наоѓа. Него секогаш динот треба да е тој што доминира. Треба тој што е на прво место во секоја една ситуација, треба да се трудиме да направиме динот да доминира. Во наше време, наша ситуација, во наша околина каде ние живееме, да направиме динот да биде тој кој ќе игра главна улога. Не како ние велиме денеска да го следиме времето, да ја следиме ова денешна ситуација ние и да се прилагодиме, да го прилагодиме динот на оваа ситуација. Не. Ова ситуација, ова време, овие нешта кои ги гледаме ние, да ги направиме како динот бара. Секоја една ситуација да ја прилагодиме динот како бара. Тога ќе бидеме успешни. Еден голем проблем кој го имаме денеска меѓу нас, што ние застанавме, што ние не се поправаме повеќе, што ние престанавме да го учиме овој ден, што ние мислиме дека го знаеме овој ден повеќе, што ние мислиме дека сме совршени више. И не се поправаме, не ги поправаме наши својства кои ги имаме, наши сифати кои ги поседуваме. Еден верник дејне и ноќе треба да се занимават со неговите својства, со неговите мани и слабости, како да ги подобри. Не шејтан да дојде во наша глава, дека ја 10-15 години во ден и готово завршив, ја најдобар верник, најјак верник, ке мене најдобри сифати, најдобро нешто поседувам јас сум најјак, најучен. Не, еден верник, еден човек учи и се поправа и го зголеми негов иман додека се пресели во ахирет. До последни негови моменти тој треба да се труди да не го изгуби негов иман, да се труди да ги поправи негови својства и сифати, зашто ние сите знаеме и сме сведоци. Ако ние поседуваме некое лошо својство ке нас, или некоја мана, некој недостаток во некое својство, во некој сифат, треба многу труд да вложиме за да го поправиме теа нешто. Треба голем напор да вложиме за да го поправиме теа нешто, за да се подобриме. И за теа да не дозволиме шејтан да ни шепне во наша глава дека ние најјаки, најучени, дека тамам ние имаме совршени својства, совршени сифати, најдобри луѓе во дујна, најдобри верници. Не, ова везвесе, ова финта од шејтан за ти да престанеш, да се поправаш во твои сифати и својства, за да престанеш да го учиш овај ден, да ги учиш наредбите и забраните на овај ден, да го учиш теа нешто што мој да те отстрани од овај ден. Само ова го сака шејтан со нас. За теа да не паднеме во еве финти на шејтан, да не паднеме во еве замки на шејтан.
Денеска ние сите сме свесни. Знаеме во каква ситуација живееме. И секој еден од нас, ние денеска, знаеме во каква состојба сме самите. Како сме ние денеска? Како наша ситуација секој ден за себе знае и глобално знаеме за сите. Сите ние денеска се повиквиме, велиме дека наш урник, наш еден модел се пегамбар алейхи селам, негови сахаби, табини, табу табини, селев. Дека овие луѓе ние ги имаме за кудва, ги имаме за урник, ги имаме за пример да ги следиме во наши животи, да ги следиме нивни животи, да го следиме она што тие го работале. И мораме да зборвиме за овие генерации, да кажуваме нивни случки, нивни животи, за да знаеме како да се понашаме ние. Зашто Аллах Джелешану вели, Аллах е задоволен од ними и тие се задоволни од Аллах. За ова прва генерација, Аллах е задоволен од ними. И тие се задоволни од Аллах Джелешану. Пегамбер алейхи салам кажа во хадис, најдобра генерација е мојата генерација. После неа и после неа, овие три генерации на луѓе што се појавиле во дујна, најдобрите генерации на луѓе. Сахаби, табини и табу табини. Овие три генерации најдобрите луѓе, најдобрите генерации кои се појавиле, Пегамбер алейхи салам ни кажа дека се овие најдобри генерации. И ние треба да земаме од нивни живот. Треба да земаме од нивни дела, зашто тие се ојне кои го пренесле динот. Тие се ојне кои ни ставиле ова софра денеска, овај дин, Куран кој ни го пренесува, хадис кој ни го пренесува до ден денеска, да ни биде чист на нас. Тие се тие од кои треба да земаме пример, од кои нивни живот треба да земаме пример. На ниеден начин нема да успееме. По ниеден пример ако следиме нема да успееме. Ниеден други начин на живот нема да бидеме успешни ако го земаме во наши животи да го следиме. Само живот на Пегамбер алейхи салам, сахаби, табини, табу табини. Само овие генерации ако ги земаме нивни живот, како живееле, како се понашале со овај дин, како го сакале, како работале, како се жртвовале за овај дин. И ние тие случки, тие нешта, тие веродостојни преданија кои ни се пренесени од ними ги кажуваме за да земаме ибрет, за да видиме ние докаде сме со наш дин, за да видиме ние докаде сме со наш живот, за да видиме ние дали спадвиме или дали сакаме да бидеме спасени, како Аллах Джелешану вели во курански ајет: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. И вие во вашиот пегамбер, вели Аллах Джелешану, вие во Пегамбер алейхи салам имате најдобар пример, најдобар урник, најдобро нешто од каде можете да црпите. Ова е, значи најдобар пример. Најак начин за да зема, за да живееш ова ислам е Пегамбер алейхи салам. За тој што се надеват во Аллах Джелешану, што се надеват во ахирет и што го спомни на Аллах Джелешану многу. Значи ние, улема, кажат браќа, дека многу добро, многу полесно човек да го научи овај дин од примери како живеле сахаби, како живел Пегамбер алейхи салам, и за теа треба ние денеска да учиме таа сира, да учиме биографија на Пегамбер алейхи салам, на сахаби, на табини, овие први генерации од кои Аллах Джелешану задоволен. Треба да земеме од нивни живот, да видиме како тие во пракса го живееле овај ислам, во нивни животи. Денеска ние може знаеме за акида, знаеме за фикс, знаеме за некои работи, али многу од овие меселина, многу од овие прописи не знаеме како изгледат во пракса. Не знаеме зашто не сме ги спроведиле. А за да видиме како во време на Пегамбер алейхи салам, да се вратиме кон ова прва генерација на сахаби, ова е најуспешна генерација која осветли дујна со иман, ова генерација која беше себе да се пренесе овај дин, која го носеше овај дин. И затоа Аллах Джелешану не поучи на нас да гледаме како Пегамбер алейхи салам живеше, како беше негов живот, негов суннет. Денеска ние сите се повиквиме на суннет, али многу малку суннет има во наш живот. Денеска сите се повиквиме сахаби, филан сахаб вака, али многу малку личиме на ними. Ќе кажеме неколку примери. Од кои примери, во секој еден пример, секој од нас што ќе слушни, нека се клај тој сами од себе си, докаде тој стасал. Докаде е тој со овој пример. Како биле Пегамбер алейхи салам сахаби,
табини, некој од Селев, ќе кажеме некои примери и да видиме секој од нас како сме ние, а како се тие кои велиме дека ги следиме. Како биле? Докаде сме ние? Докаде сме стасале ние? Денеска има многу нејасни работи за нас во Динов. Гледаме наредба, не ни е јасна. Не знаеме зошто е така теа. Од наш слаб иман, од наше расипано срце, од многу џуна, од многу греови што правиме. Вели пејаме сам дека секој ден грев се прави црна точка на срце и кога ќе се оцрни теа, поќе не гледат после ништо, немој да види. Како беа сахаби? Ќе почнеме од почеток, неколку кратки примери, за да видиме какви сме ние, а какви беа тие кои велиме дека ги следиме. Една главна клетка, една главна челија на едно општество, на еден джемат, на една држава е семејството. Све почви од ова семејство. За ако сакаме да имаме здрава заедница, здрав джемат, здрави верници, треба да почнеме од ова основна клетка челија која е семејство. Брак, семејство. Од овдека почви све. Ако се кикса тоа нешто, све нагоре е киксано, све нагоре е сгрешено. Ако грешиме во почеток, све после е грешка или многу тешко да се поправи теа нешто. Како беа сахаби? Како се понашае во ова работа? Како избирае тие кој ќе биде маж за нивна черка и која ќе биде жена за нивни син? Ова денеска малку нелогично. Како да избере негов татко маж за негова черка или татко да избере невеста за негов син. Пегамбер алейхи селам ние знаеме, овие примери сите ги знаеме, ама се подсетвиме како рековме и да се клајме ние колку сме во ова работа. Да се клајме ние во ова ситуација докаде стасани сме со ова работа. Пегамбер алейхи селам на Осман ради Аллаху ан му даде две черки за да биде за жени. Една му даде се пресели, му даде уште една. Рукаја и Уму Кулсум. И рече да има и трета ќе му даде. Зошто Пегамбер алейхи селам знеше каков човек е овај? Го знеше негов иман. Знеше каков човек е овај. А денеска ние за наши черки и за наши синови бараме нешто друго, јани. Му даваме да избере тие да направи нешто друго, нешто трето, нешто што е во мода, нешто што нема врска со дин, што е далеко од дин. Пегамбер алейхи селам рекол дека жената се зема за 4 работи. Се зема за незина убавина, незино потекло, незино богатство и незина богобојазливост. Земајте ја богобојазливата, рекол, и бидите стречни. Пегамбер алейхи селам вака рекол. Омер ради Аллаху ан ние знаеме ова киса. Секоја вечер кога беше емир одеше во Медина и провереше како ситуација на муслимани. Од куќа во куќа каде има некој проблем. Стаса до една куќа како една мајка и черка продавачки на млеко, продаваја млеко. Негова мајка, незина мајка рече стави вода во млеко на незина черка. Рече, ја, умми, о моја мајко, Омер, емирот забрани да се мешат вода и млеко. Рече, Омер не е овде да не гледат, а Омер ги слушаше. Рече, ако не е овдека Омер, господарот на Омер е овдека и не гледат. Незина черка. Омер ради Аллаху ан другиот ден ги повика негови синови. И му рече филан и филан место, филан и филан черка од филан и филан жена, да ојте еден од вас да ја побарате за жена. Стана еден од тие, отиде ја побара за жена и ја зеде за негова жена. Знаете кој излезе после ова потомство? После една генерација. Омер Абдул Азиз. Петтиот исламски халифа. Петтиот праведен халифа кој го нареше цела улема. Овој беше внук на Омер ради Аллаху ан. Од нивна черка, од ова черка на продавачка на млеко, од нивна черка се роди Омер Абдул Азиз. Вака се избира, вака се прави семејство, вака се прави здрава заедница, на овој начин. А не да е богат, да има пари, да има тоа, со расуди надвор од дин. Вака се пресметли во дин. Вака работа е сахаби и за тебе успешни. Черка на Омер ради Аллаху ан, Хафса ради Аллаху анха. Не, се мажи, незин маж се пресели во Ахирет. После мудде, после теа време, Омер ради Аллаху ан стана и почна да вара маж за неа.
Го сретна на Ебу Бекир ради Аллаху ани, му рече: Ебу Бекир, моја черка е вдовица, дали сакаш да земаш за жена? Ебу Бекир замолчи, не рече еден збор. Повторно го сретна на Осман ради Аллаху ани, му рече: дали сакаш да земаш моја черка за жена? Осман му рече: не, го одби некако, али не грубо. Отиде ке пегамбер алейхиселам Омер ради Аллаху ан да се жала. Да му кажи: ове двајца вака е вака, ани моја черка, не можам да најдам маш. Кога отиде ке пегамбер алейхиселам, кога му кажа што е, пегамбер алейхиселам му рече: дали сакаш ти маш за твоја черка што е подобар од Ебу Бекир и од Омер? Пегамбер алейхиселам ја зеде за негова жена на Хафса ради Аллаху анха, умул муъминин. Вака се грижи за нивни деца. Вака прездрава заедница. Ове сахаби. Вака. На овој начин се секирае за нивни деца. На овој начин го поможве единот. Сега секој од нас нека се клаи во оваа ситуација, што со негови деца. Каде ќе ги носи негови деца? Кому ќе дај, кому ќе земат од негови деца? Вака се прави здрава заедница. Од која заедница ќе излезат мажи, ќе излезат верници. Само на овој начин може да излезат верници и здрави мажи. Само вака ако постапиме со наши деца. Потоа, пегамбер алейхиселам со тие деца и сахаби беа милостиви. Имае рахмет и милост спрема тие мали деца. Му давае внимание на тие деца. Трошее време за тие деца. Се грижее за тие деца, ги одговјае во ислам, за после да биде тие што ќе го пренесе тоа ислам, што ќе го бране тоа ислам. Пегамбер алейхиселам, ние знаеме, беше во сежде, дојдве Хасан и Хусейн, ради Аллаху анхума, легна е во негов грб и седе е долго. Еден од сахаби што го пренесе тоа ривајат вели: помисливме дека се пресели пегамбер алейхиселам. Од толку долго што остана, кога го прашавме Расула што се деси, рече: овие двајца дојдве мали, играе во мој грб и не сакав да му го расипам рахатот. Го продолжи сежде. За да не му го расипат рахатот. А денеска ние ги бркаме наши деца од џамија. На наши деца треба да направиме зборно место да му биде џамија. Каде ќе се најде? Во џамија. Каде ќе се видиме? Во џамија. После филан намаз во џамија. Вака треба да ги научиме наши деца, зашто вака беа деца на сахаби. Деца на сахаби во Медина седеа во џамија на пегамбер алейхиселам, кога идеше нов ајат. И кога пегамбер алейхиселам кажеше нов хадис, и трчае во улици на Медина и го пренесве тој хадис и тој ајат. Со трчање оде и го пренесве. Пегамбер алейхиселам му даваше голема важност на овие деца. Беше во худба, во џума, и преше худба. Дојде Хасан и Хусейн, негови внуци. Кога ги виде бе во новиот дела, слезе од худба, ги крена во негови раце, се качи во худба и продолжи худба да прави. Вака беше пегамбер алейхиселам со овие деца. Вака се грижеше за овие деца. Пегамбер алейхиселам виде едно дете во улица плачеше. Рече: зошто плачеш? Рече: многу каснам дома, ќе јадам чотек. Пегамбер алейхиселам го зеде за рака и го несе до негова куќа. Кога го виде со пегамбер алейхиселам негова фамилија: ја Расулуллах, ехлем ва сехлем, добре ни дојде, забораја да го казне на ова дете. Забораја да го казне на ова дете. Пегамбер алейхиселам се секираше за овие деца, зашто знаеше дека тие утре ќе бидат мажи. И ти треба да му даеш важност на овие деца. Денеска ние знаеме наши деца. Знај множи 100 фудбалери, 100 артисти во ум, со нивно презиме, име и све нивни живот, цела не знае 2, 3, 5 сахаби во памет. Не знае биографија на Хулефај Рашид, на овие четворица емири што беа. Абдула ибн Зубеир, негов татко Абдула ибн Аввам, од 10, има ривајат 10 или 13 години, ова дете Абдула ибн Зубеир го земвеше негов татко и во џихад, во битка. И го оставаше позади ними. И како одеше битка напред, тој идеше позади, и кој беше од куфар ранат, тој го довршвеше на него. Тој го доубиваше него од 10 до 13 години. Денеска дете од 10 до 13 години, зашто не идеш во сабав, ми е страф, јане. Му е страф во улица да дојде. Вака денеска наша младина. А вака беше младина во време на пегамбер алейхиселам. И за те да му дајме важност на овие мали деца. Да не губиме време едни со други. Да не сејме во тие кафи на многу да трошиме време.
Да не го губиме времето бадијала. Да не го арчиме времето бадијала, него да му го даеме на тие кои имаат хак за тие време. Да се не расправаме помеѓу нас за безвредни работи. Кога ја и ти имаме обврска од Аллах Желешану да ги научиме наши жени, наши деца на овај дин, да ги поучиме со овај дин, а не да ги оставиме настрана и да имаме време ја и ти да се расправаме, а за ними да не му дајме, ове во суден ден, од мене и од тебе ќе барат одговорност. Од мене и од тебе ќе барат хак. Allah Желешану вели во еден курански ајет: "Ја ејухаллезина амену ку анфусакум ва ахликум нара, ва кудуха ан-насу вал хиџара." Овие што верувате, спасете се вие и ваша породица од огнот џехенемски, за кое гориво ќе биде луѓе и камења. Специјална наредба имаме ја и ти да се грижиме за себе, да се грижиме за наша фамилија, за да не бидиме гориво за џехенем. Allah Желешану во други курански ајет вели: "Ваъмур ахлака бис-салати вастабир алейха, ла насъалука ризқан, нахну нарзукука вал ақибату лит-тақва." И нареди му на семејството твое намаз, вели Аллах Желешану. И истрај во теа. Не бараме од тебе ти да се снабдуваш со риск, токму ние те снабдуваме тебе со риск. И за тие таквите завршницата е многу добра. Нареди му на семејството твое намаз и истрај во теа. Ние не бараме од тебе риск, ние ти го даваме рискот. Кога дошол овај ајет, Пегамбер алейхиссалам му рекол на Џибрил алейхиссалам: "Дали после мене некој ќе го остава намазот? Ќе има такви што ќе го остават намазот?" Зашто овај ајет се разбира дека некој ќе го остава намазот. Затоа Аллах Желешану вели и нареди му истрај во теа. Немој, истрај во теа нешто. Селев, дошол еден од Селев и му рекол: "Многу поскапе робата во пазар." Рекол: "Иш не се секирам." Аллах Желешану гарантира, ако ја ги извршувам неговите наредби, тој ми го гарантира рискот мене, ова теа. Ако ја му наредам на семејството свое намаз и истрам во теа, иш не се секирам. Аллах го гарантира рискот. Али ние денеска го заборавивме ова нешто. Ние денеска не се реиме во ова нешто. Денеска ние мака да дојме во сабав. Денеска ние не можеме да станеме за сабав. Што не бил случај вака со сахаби. Сахаби поинако били од нас многу. Тие многу се грижеле за намазот. Ние денеска сами немаме тамам намазот комплетирано. И што денеска се опитваме, ал мој каза, ал мој тоа, ал мој тона, некои нејасни работи опитваме, и што како да не ни е јасно за намазот. Сахаби не биле такви. Пегамбер алейхиссалам кланал ноќен намаз додека му се оттечеле петиците, додека му потечеле негови нозе. Му рекле: "Расулуллах, зошто толку се мачиш, кога ти се опростени иминатите и идните гревови?" Рекол: "Зарем да не бидам захвален роб на Аллах Желешану." Сахаби Ебу Хурейра радијаллаху анху во негова куќа цела ноќ од јација до сабав имало намаз во негова куќа. Еден дел од ноќта тој станувал и кланал. Втор дел негова жена, трет дел нивни деца. До сабав во негова куќа нон-стоп имало намаз. Суфјан ет-Таури, еден од Селев, еден учењак од Селев, секоја вечер бил во кијамул лејл, во ноќен намаз толку многу што исто и на него му патокувале нозите, цела крв му слегнала од тело во нози, што седел во кијам. Пред сабав кога почнело езан ги редел нозите во зид нагоре за да му се врати крвта малу надолу. Вакви биле овие први генерации на сахаби. Ако му избегал намаз во џемат, легвеле болни биле. Денеска ние не се секираме многу. Денеска ние не водиме рачун да секој еден од наша породица има намаз. Зашто еден ако нема во породица намаз, рекол Селев, мој да биде себе за рискот да секне во таа куќа, за рискот да се намали во таа куќа. Еден да нема. Велит Аллах Желешану за верниците. Велит Аллах Желешану за први генерации. Кјану قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. И тие мало дел од ноќта спие, многу малку спие ноќта. И во утринските часови бара истигфар на Аллах Желешану. Муфесири веле, цела ноќ преле
ноќен намаз кијамул лејл, во сабав, после сабав чекале да излезе сонце, во ова цело време преле зикар после сабав додека излезе, преле истигфар додека излезе сонце. Вака биле сахаби. Вака се труделе сахаби за овој дин. Вака го живееле динот сахаби. И нивни жени на сахаби се пренесли дека една мајка пуштила 3 синови во една битка. Кога се вратиле од оваа битка, сите 3 синови памнале шехиди. Кога ја рекле дека сите твои синови се шехиди памнати, таа само една му рекло на овој што ја донесел ова вест. Мукбилине ау мудбирине кеану. Дали беа во напад убиени или во бегајне? Дали беа свртени кон ними со нивни гради или со нивни град кон непријател? И тие му рекле дека тие беа во напад убиени. Рече, тие успее, тие победие, тие се победници. Тие успее, рече ова мајка. Вака беа овие жени. Кога еден од сахаби излегвеше во джихад, тој преше намаз во негова куќа, негова жена и негови деца позади. Аллахуме рзукна шехадетен фи себилик. Ја Аллах направи да паднам шехид во овој пат. Негова жена и деца, амин, амин. Вака има е ахлак, вака има е понашање, вака го разбира единото овие први генерации. И ние да се клајме во овие први генерации, што велиме дека ги следиме. Докаде сме ние со наше понашање, докаде сме ние со нашиот дин. Али денеска ние сите ќе најме некој оправдање, ќе најме некое нешто, бараме нешто да замениме, бараме нешто да скршниме, бараме нешто да измениме од овој дин. Мало искушение, одма подлегвиме на тие искушенија. Овие здрави генерации, овие генерации кои го пренесе овој дин. Денеска ние му велиш, ја брате, ова филан и филан работа е куфар. Ако го правиш ова е неверство. И те вели за маслахат. Не го правиме за доброто. Ја ќе се жртвувам за доброто ваше, ќе се жртвувам за добро. Ние мислиме со ова добро, бе, ова е куфар. Нема тука куфар ти маслахат, нема добро за теја, нема ништо добро во теја. Имам Ахмед го питале во негово време. Му рекле, имате една жена и еден маж. Негова жена сака да се разведи од негов маж. Немој ти самски да се разведи таа да повара тала. Морам начин. Некој велите рекол неа, прај ридде, излези од вера, а ни реши со уста куфар, излегвиш од вера и бракот се раскинува. Е научил вака, за маслаха. Зошто? За доброто нејзино, не можела да живее со него, тој не е пред развод. Ама ова куфар, ова неверство. И кога му кажале на имам Ахмед, филан и филан, вака, направи куфар за да излези од вера, за да се распадни брак. Што вели? Тој што го рекол теја нешто, што го дал тој совет, тој што го примал теја, тој што го направил теја, тој што е задоволен, теја све куфар. Све излезени од вера. Денеска ми е за маслахат, велиме. Го менавме динот, нема ништо од динот. Не остана е многу малку и шарети од динот. Зашто сакаме дин како ни пасира нас? Сакаме да не бидиме чепнати, сакаме да не падниме во искушение за овој дин. Не, ова немој да биди. Кој верби во Аллах, кој имат иман, мора да биде на искушение. Теја е суннетуллах, суннет од Аллах Джелешан. Денеска ми, ако слушниме на 10.000 километри некој ни се закани нешто не убав момент се стресиме и излегнеме од вера. Имам Ахмед кога го зеле за халкул Куран, дали е Куран створение или Аллахов говор, ова фитне, во негово време, го зеле во затвор. Еден од затвореници вели, бројавме првиот ден 1200 стапови му мамна во негов град. До 1200 бројавме, појќе не бројавме. Другиот ден повторно го викнае. Ке тој халифа во теја време што беше. Еден од везирите, еден од министрите дојде и до уши на имам Ахмед му рече, кажи дека Куран е халкуллах, дека е створение од Аллах. Че му рече на емирот да те ослободи, да те пушти. Му рече, дојди. Имам Ахмед му шепна во негово уше и му рече, речи ти дека Куран е Аллахов говор и ја ќе брам шефат за тебе во суден ден ка Аллах. Ја ќе му речем дека ти рече дека е тој Аллахов говор. Вака селев го чуваше овој ден. Вака се плаше за овој ден. Вака не падве. На овие искушенија кога може, имам Ахмед можеше, имаме во негово време, што направи крах, беа принудени и присилени, нивно срце остана мирно, тие кажа куфар со уста, али нивно срце остана мирно со иман, ова дозволено беше, али имам Ахмед и теја не сакаше да го направи.
А денеска ми ако малу осетиме некоја страв, ако малу нешто се деси, оставаме овој ден. И денеска ние сите мислиме немојме да успееме зашто сме малу. Немојме да успееме зашто немаме богатство. Немојме да успееме зашто немаме технологија. Ова е контра од суннетуллах. Секогаш помали групи победиле на поголеми групи, вели Аллах џелешану. Колку пати само помали групи победиле на поголеми групи. Битка на Бедр 313-314 муслимани верници со 1000 куфар. Такрибен приближно 3 на 1. Сите сахаби од 313 немаја оружје. Не беа наоружани. И успеа во ова битка. Успеа во дин, успеа во дујна, Аллах џелешану му даде пола дујна во нивно владење. Халид ибн Велид, во време на Омер ради Аллаху ан, 18.000 војници имаш, направи 16 битки, го освојаше Ирак. 16 битки без престан. Овие перзијанци, овие од Ирак, бе во првата битка 60.000. Халид ибн Велид, 18.000 сахаби со него. 60.000 прва битка, 16 вакви битки, во последната битка 120.000. Сите ги победи. Не е до бројот, не е до технологијата, не е до мускулите, не е до силата, него до иман. Како ти го обожаваш на Аллах џелешану, колку ти си подпрен на Аллах џелешану, колку ти го позинаш овај дин, толку ќе успеш. Сад ибн Аби Вакас, 32.000 во битка на Кадесија, куфар 240.000. 8 на 1. Сад ибн Аби Вакас. Салах ад-Дин Еуби освоја Кудс, освоја Месџид ел-Акса, Палестина ја ослободи, 12.000 со 70.000. Денеска колку имат, колку се тврди, колку верници, колку муслимани, колку све, неколку јехуди сакат да ја уништат Месџид ел-Акса. Неколку јехуди сакат да ја срамнат со земја Месџид ел-Акса. Салах ад-Дин со 12.000, 70.000 ги победи и ослободи Месџид ел-Акса. Во битка на Јермук 39.000 со 200.000. И успеале овие групи на сахаби. Овие први генерации, зошто? Поради теја што кажавме прво, тие имае здрав брак, тие имае здрави нивни деца, здрава генерација, здрави мажи, кој го позина единот добро, кој го има единот во нивни животи, кој што жртвува све за тој дин, и затоа Аллаховата победа дојде. Иако бе многу помалу, иако бе многу послаби и немае нешто што ги имае нивни противници, али го имае Аллах џелешану. За теја, драги браќа и ние, да не го заборајме на Аллах џелешану. Да не заборајме помошта на Аллах џелешану. Да не ги заборајме овие први генерации, да не заборајме живот нивни урник да го земаме, за да го следиме во наш живот. И како кажав секој еден од нас, секогаш кога читат сира на ова прва генерација на пегамбар алейхиссалам, на сахаби табини, табу табини, кога чита нивна биографија, нека се клај тој колку од теја има во негов живот. Колку е тој следбеник на тие генерации, кој Аллах е задоволен од ними. Све друго што да земаш, нема да бидеш успешен. Иншаллах, Аллах џелешану да попре ситуација во целиот свет, да врати на овој ислам, на муслимани, на умметот повторно на иззе, она достоинство кое му заслужи. Али Аллах нема да попре ситуација, се дека ние не се поправиме. Иншаллах, Аллах да ни даде разбирање за да почнеме да се поправаме. Субханак Аллахумма бихамдик, нашхаду ан ла илаха илля анта, настагфирук ва натубу илейк.